председателе. Значи, како што прочита во образложението, бараме еден малку поголем износ, нели, токму за најкревката тема во моментот во државава, поради која имаме и прогласена кризна состојба. И гледајќи ги денес колегите од мнозинството како се трудат да изнајдат системски решенија за секој проблем, а не паушални, читајќи ја денес веста попладне дека заглавен име негде на половина пат оној нов трансформатор за заглавениот блок 3 во рек Битола, кој што чини 5,5 милиони евра, навистина можеби ќе ги доведеме во незгодна ситуација овде да расправаат, да се правдаат како немаат, како сакаат, како можат, ама е криза, ама е ова, ама е она. И дефинитивно оваа власт не може да биде капацитетна за некое системско решение, особено не во полето енергетика, бидејќи експерти се само за 2 милиони евра на ден да купуваат скапа струја, да ги полнат камионите од рек Битола за некои други фирми, не за македонските граѓани. На македонските граѓани ќе им даваат еднократна помош, нема да им даваат плати и ќе ветуваат, нели, системски решенија. И да не ги мачиме тука да се мачат со ветувања за системски решенија, дефинитивно овој крупен капитален систем проект за решавање на оваа тема може да го направи само една влада предводена од ВМРО-ДПМНЕ и да ги поштедам од лажни ветувања и од критики и од не знам што на оваа тема. Јас тука, председателе, овој амандман ќе го повлечам од расправа. Благодарам.